За жал гледам само како еден обид за манипулација да ништо суштински не се направи во судството. За суштинска реформа во судството. За да граѓаните конечно го добијат тоа што го бараат. Како приоритет во сите разговори, во сите истражувања, а тоа е независно судство со професионалци на кои што нема да може ниту еден политичар, ниту една политичка партија да влијае, потребно да се направат суштинските реформи. Тие реформи се напишани во реформската агенда која што ја подготви нашата влада на СДСМ и ја подпиша, поради тоа што така беше тајмингот, оваа нова влада на Кристијан Мицкоски и ВМРО-ДПМНЕ. Во таа реформска агенда има 12 закони кои што се однесуваат на многу аспекти на судството. Тие закони се реформски закони и значат суштинско зајакнување на нашиот правосуден систем. Во тие закони се наоѓа закон за јавен обвинител, за судски совет, за плати на судии, за движење на судски предмет и така натаму. И таа реформска агенда е поврзана со буџет. Оваа година до месец јуни требаше се донесат 7 од тие закони, дополнително до крајот на 2025 година уште 5. До сега во собранието од тие 12 закони не е поднесен ниту еден. Тоа не го прави оваа власт. И тоа е тоа што треба да се направи и тоа е тоа што граѓаните го очекуваат. Се друго, сите спинови, сите обвинувања за некаква блискост со суди и така, се само изговор да не се направи вистинска реформа во судството. А ако не се направат тие реформи во судството, кои што како стратегија се донесени со Европската Унија, останува простор, а видовме дека ВМРО-ДПМНЕ тоа го практикува, да се интервенира во судството, да се поставуваат своји судии, своји обвинители. Видовме во изминатите година и пол се постави сопруга на еден градоначалник на ВМРО-ДПМНЕ, роднина на еден нивни коалициски партнер. Не е тоа што граѓаните сакаат да го видат. Јасно е што треба да се направи, да се реформира судскиот систем. А во однос на тој конкретен случај, апсолутно непристрасна професионална истрага, кој го прекршил законот да одговара.